Хајде, здраво живо на сите. Јас сум Борислав Стилковиќ, а вие сте на каналот на МК Информер. Во моментов се наоѓам на некогаш култното место Теферич. Денеска населба до која што се стасува безбедно преку припор или ризично од овде, од кај што се одеше од секогаш, значи преку кисела вода. Денеска, поточно од синојка, се појави расцеп на асфалтот овдека на улицата, која што пред само 5 месеци беше реконструирана со нов асфалт, беше, како што кажа тогашниот градоначалник на кисела вода, а сега на град Скопје Орце Ѓорѓиевски, дека слечиштето е поправено и дека нема да има ново слечиште. За да се поправи една улица или за да се спречи едно слечиште, прво е потребно да се направи проект. Тој проект го прават инженери, па така за ова слечиште првична одговорност има кај проектантите на поправката на улицата. Второ место за одговорност има раководителите во општината кои што биле задолжени за ова овде место, да го кажеме, за ова слечиште, да го санираат. И трето, изведувачот на работите. Значи, трето одговорен е изведувачот на работите. За ова слечиште да престане да се свлекува, да престане да се рони, да се урушува, треба да се направат, колку што сум информиран, како што си имам распрашано кај некои инженери, да не речем кај професори од градежниот факултет, овдека треба да се направат еден куп градежни зафати кои што се и поприлично скапи. Понатака, значи јас сега ќе предам од другата страна на камерата, за да можем да ви покажам и колкав е процепот, и каде е процепот, и во која насока се движи, за сами да може да видите, а и да видат надлежните дека не е играчка, туку дека повторно се јавува оној ист процепот пред 5 месеци. Како што може да видите, ова е делот на Скопје кој што од каде што има најубав поглед на Скопје, каде што буквално цело Скопје, поточно не цело, пола Скопје е буквално како на дланка. Но еве улицата за која што ви кажував. Значи, еве го слечиштето, почнува од овде, значи, еве, да видите вака. Поместени се бетонските столбови, оградите и почнува движењето. Значи, буквално на истото место. Овдека и се гледа дубината, ми се чини. Која што во моментов е сигурно негде околу 7-80 сантими длабоко. И се рачунајте, баш како што може да се види, асфалтот овдека има едва и 5 сантима. Буквално едва и 5 сантима. А на оваа улица, не знам, вајда според стандарди некој, асфалтот треба да биде најмалце 8. Века да видите дупките, какви се. А зима сме, што значи дека не поминуваат тешки камиони
да носат градежни материјали и целиот овој рид, пошто е нестручно направено, најверојатно без проект, еве за 5 месеци што се случува. Така да вака да ви покажам вака сега прво на вака ридот. Значи ова е ридот кој што тргнал да се на кај кисела вода. Тоа пред нас е Скопје, а ова овдека, како што може да се види, да пробам јас да предам од другата страна на оградата. Вака. Значи, овдека се насадени багреми, кои што би требало да го сопрат снечиштето. И, како што може еве вака да се види, буквално целата земја е вака на бранови. Буквално како тргнало, така е избранувана земјата. Ово овде, овој дол, овдека, значи води буквално директно во пумпите за вода и како што може да се види куќите во кисела вода. Значи, ако тргне, ќе го собере школото Круме Кепевски и новиот Каммаркет. Така да овдека не е играчка, да не даде Господ да тргне стварно, а кога се правеше, беше посочувано и од жителите на Теферич, и од жителите доле од кисела вода, дека реконструкцијата не се прави како што треба. Дека на првиот поголем дожд, на првата поголема влага, дека повторно ќе расцвета во буквална смисла на зборот, точно за 5 месеци, на првата поголема влага, на првите дождови, ридот тргна да се свлекува. Дека не е само од улицата, дека се свлекува ридот. Еве има едно место каде што и ридот е свлечен. Да продат коливе. Вака. Дека и ридот почнува да трга и да се свлекува. Не е играчка, во секој случај не е играчка ова слечиште и ова предупредување на природата, ја така би го кажал. И истовремено ја би ги замолил властите и локалните и градските, но и централните да дојдат да го санираат проблемов, за да не се случи, не дај Боже, хаварија и целиот овој рид да се слече кон кисела вода. Ви благодарам што ме гледавте. Се гледаме во следното видео. Убав ден, да е жива и здрава Македонија.